Ако до пред некое време респираторните инфекции ги полнеа педиатриските амбуланти, сега главен виновник се пролетните алергии. Кивање, солзење, затнат нос, кашлица се само некои од симптомите кои укажуваат на алергија на полен. За жал последниве години светскиот тренд е присутен и кај нас, па се повеќе дечиња пројавуваат некој вид алергиски реакции. Секое дете, ако посебно во пролетниот период појавува промени, да кажам кожни промени. Појавува промени во вид на течење на солзи, црвенило, значи како во вид на конјуктивит, во вид на блефароконјуктивит, значи алергиска реакција на окото, течење на носот, кашлица, сува кашлица, непродуктивна кашлица. Значи при секое изложување на, да кажам, на зеленило, детето појавува, пример, посебно во вечерните часови, ако детето во тек на денот било изложено во овие фактори кои се алергиски, навечер автоматски следува некоја од овие реакции кои се знак клинички дека детето веќе има некоја алергија. Нашата средина, нашата храна е доста, да кажам, загадена од разни видови на, да кажам, на хемикали, на сите други видови на, да кажам, небиолошки материјали, кои многу делуваат директно на зголемување и така, да кажам, генетски предиспозираните деца да појават алергии. Така да и нашето подневје е, да кажам, е во еден раст на појава на алергиските реакции. При секое сомневање на алергија на полен, родителот е потребно да се посоветува со лекар, бидејќи давањето лекови на своја рака може да биде многу штетно. Во никој случај, ниту еден родител не сме да дава никаков лек, буквално ниту еден лек, без да се консултира со својот доктор, со својот педијатар. Ако во консултација со педијатарот е одредена некоја терапија, тогаш мајката, родителот е надлежен, мислим, може да дава, да ординира терапија така како што одредил докторот. А во никој случај на своја рака не сме ниту еден антихистаминик да дава. Затоа што да кажам, во еден дел од развојот на децата антихистаминиците и воопшто не треба да се даваат. Посебно во, да кажам, во доенечкиот период, тогаш ниту еден лек кој е против алергија не сме да се дава. Мислим, затоа што тие антихистамински лекови го поминуваат енцефалобариерната пречка и даваат нус ефекти или негативни ефекти кај децата. Така да секако треба некоја консултација со докторот, па тек тогаш може да се ординира било кој лек, меѓутоа и овие лекови кои се одредени за алергија. Поопширно на темата алергиски реакции кај децата ќе гледате во емисијата Здравје и живот, која на програмата на телевизија КИС премиерно во недела во 16 часот и репризно во четврток по завршување на регионалните вести во 17 часот и 30 минути.